Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Еве што денеска подготвивме за нив. Во градинките во аеродром бесплатно ќе се изучува англискиот јазик. Општина Бутел донираше 50.000 динари на семејството Слезенковски од Бутел 2, чија куќа беше опожарена. Во Средно Коњари за прв пат се отвори аптека. Скопските општини се подготвуваат за водици. Хуманитарна манифестација етно вешта жена во општина Илинден. Најмалите жители од општина Аеродром, кои се запишани во сите 10 градинки, од сега бесплатно ќе го изучуваат англискиот јазик. Според градоначалникот на општината, оваа новина ќе биде големо олеснување за буџетот на граѓаните. Повеќе од 2500 деца од општина Аеродром ќе го учат англискиот јазик за време на нивниот престој во градинка. Ова денеска го изјави градоначалникот на општината Ивица Коневски. Ова е нов проект кој започнува на стартот на 2014 година и за чија што реализација обезбеден е стручен кадар кој бесплатно ќе ги држи предавањата на англиски јазик, објаснува Коневски. Во сите 10 градинки применен стручен кадар кој што секојдневно ќе држи предавања во делот на англискиот јазик. Очекувам да дечината и родителите бидат задоволни од овој проект, заради тоа што тој ќе биде бесплатен и за реализација на овој проект е задолжена општината. Општината финансиски ги покрива трошоците. Градоначалникот Коневски информираше и дека многу наскоро, односно во 2015 година, ќе биде надминат проблемот со местата во градинките, со што ќе се подигнат стандардите во овој образовен процес. Истовремено оваа година нарачавме проект за проширување на капацитетите на градинките. Очекувам тој проект да биде готов до крајот на оваа година и во 2015 година на сите оние места каде што недостига или има помал капацитет од потребите за запишување на дечиња, тој проблем да биде надминат. Градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски го поздрави проектот на општина Аеродром и најави дека ќе предложи на координативното тело на градоначалници да се прошири овој проект и во другите општини во Скопје. Ние тоа на координативно тело ќе го дискутираме на градоначалниците на координативно тело на градот Скопје и во останатите општини во градот Скопје. Многу е добро и тоа што изучувањето на англискиот јазик ќе биде дел од процесот на функционирање, на работење во градинките, така да родителите нема да имаат дополнителна потреба да ги децата да ги носат после поручек или предплатне на специјални курсеви, туку тука, онаму кај што ги донесуваат во градинките, ова ќе биде дел од функционирањето или работењето на градинките. Населеното место Средно Коњари, во кое живеат околу 1200 жители, досега немаше аптека. За потребите на населението денеска за прв пат се отвори аптеката Апли. На отварањето присутен беше и градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, кој потенцираше дека и понатаму ќе продолжат да привлекуваат инвеститори, кои ќе им го олеснат животот на неговите сограѓани. Значи, ова е уште едно исполнето барање на мештаните од Средно Коњари. Може да се каже дека населеното место Средно Коњари по инвестиција од страна на општина Петровец е меѓу водечките села во општина Петровец и ние тука нема да застанеме, ќе продолжиме, значи понатега се она што е ветено пред изборите да го исполниме за жителите од Средно Коњари, повеќе од 1200-1300 жители, значи второ село по големина во општина Петровец, значи 8 Петровец, значи. Началникот кој даде голем допринес за да се оствари ова и докажавме дека и народот овде го цени она што се работи, значи во населеното место и со неговото присуство тоа го докажа.
Градоначалникот на општина Бутел Петро Латиновски денеска беше во пустата на семејството Слезинковски на улицата Љубо Ивановиќ во населбата Бутел 2, каде вчера во раните утрински часови беше опожарен дел од нивната куќа. Сепак пожарот навреме бил изгаснат од противпожарната екипа кои навремено реагирале и беше спречена поголема материјална штета. Градоначалникот Латиновски на ова семејство им излезе во пресрет со финансиска помош во висина од 50.000 денари. Вчера во раните утрински часови на улицата Љубо Ивановиќ во населбата Бутел 2 кај семејството Слезенковски изби пожар. Истиот со брзата и навремена акција на противпожарната екипа е изгаснат и е спречена поголема материјална штета. Причината за пожарот е спој на еден од електричните уреди во кујната, поточно на моторот од фрижидерот, кој се запалил додека семејството спиело. Сепак пожарот минал без повредени лица. Градоначалникот на општина Бутел Петро Латиновски денеска беше во посета на семејството Слезенковски. Материјалната штета на вистина секако дека е доста голема, меѓутоа мислам дека во целата таа несреќа има добро е што нема ниту еден повреден, добро е што семејството биле на лице место, добро е што противпожарната единица многу брзо реагирала да не дојде до проширување на пожарот или опожарување на целата куќа. Навистина можеби највредниот дел од куќата тоа е целосно, самите можете да видите дека целосно уништена кујната, уништена е се купатилото, дневната соба. Меѓутоа мислам дека се што може да се направи е добро, добро е што немаме повредени. Јас како градоначалник и како локална самоуправа секогаш излегуваме на луѓето кога им е најпотребно, најтешко. Мислам дека и овој пат ќе помогнеме финансиски со еднакратна помош. Тоа веќе ќе го направиме брзо, бидејќи луѓето да можат да ја оспособат целосно и уништена електричната енергија, да можат она што е најосновно, за да можат да влезат нормално да функционираат. Благодарност до вас. Благодарност сакаме на голема да пуштам и до полицајецот што ни се најде во моментот на лице место, до пожарната екипа и до сите пријатели што ни дојда на помош. Сме многу потресени, спиевме дека се случуваше сето тоа. Завлакно си го спасивме животот, јас и мојот син. Општина Бутел со еднократна парична помош од 50.000 денари ќе им излезе во пресрет на семејството Слезенковски. Ние упатуваме апел до сите граѓани и субјекти дека сега е вистински момент да се покаже хуманоста на дело. И годинава по повод вирскиот празник Водици, во општина Ѓурче Петров крстот ќе се фрла на две локации. Во реката Липенец, на последната станица на автобусот број 22 и заеднички со општина Карпош во реката Вардар на железничкиот мост во населбата Хром, во близина на Тинекс маркетот. Црковните одбори од храмот Свети Петар и Павле и храмот Свети Пантелемон се договорија по четврти пат заеднички да го фрлаат крстот во водите на реката Вардар. Церемонијата во Волково ќе започне во 11 часот и 15 минути, а во населбата Хром ќе започне во 12 часот. Сите заинтересирани учесници за манифестацијата може да се пријават во просториите на споменатите цркви. За најстрикниот учесник што ќе успее да го фати крстот, обезбедени се подароци. Општините Ѓурче Петров и Карпош ги повикуваат граѓаните да ги проследат и двете верски манифестации. Сите заинтересирани кои сакаат да скокаат во реката Липенец може да се пријават во црквата Света Петка во Волково, а оние кои ќе скокаат во водите на реката Вардар, пријавувањето е во црквите Свети Петар и Павле во Ѓурче Петров и Свети Пантелемон во Нирези, општина Карпош. Рокот за пријавување е до 19 јануари, 9 часот. Осветениот крст ќе се фрла и во општина Илинден, и тоа во водите на езерото на хотелот Best Western Белви. Сите заинтересирани учесници за манифестацијата може да се пријават во просториите на црквата Свети Константин и Елена во населба Илинден. За најстрикниот учесник што ќе го фати Богојавлинскиот крст, предвидени се многубројни награди од покровителот на манифестацијата, градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, од јавните предпријатија и од представниците на бизнес секторот од општината. За многобројните посетители на оваа манифестација, која од година в година станува се помасовна, општина Илинден и годинава обезбеди топли пијалоци и традиционална пивтија.
Црвениот крст на град Скопје има корисни совети за капачите и за граѓаните што ќе дојдат да го следат настанот. Капачите да влегуваат во вода, задолжително со обувки, да не консумираат алкохол ниту топли напивки, бидејќи во почетокот нема да им биде ладно, но по кратко време може да добијат хипотермија. Придружниците на капачите и новинарските екипи да ги почитуваат условите на организација, да не излегуваат од местото што ќе биде определено за нив, затоа што со тоа може да ги спречат нашите волонтери да реагираат ако се појави некаков проблем, велат од Црвениот крст. Оттаму додаваат дека се подготвени и дека нивните екипи ќе бидат присутни на местото на настанот, уште во раните утрински часови, за да ги постават шаторите и јажето со кое ќе се управува чамецот. Во Домот на култура Илинден во населба Илинден на 20 јануари во понеделник со почеток во 17 часот по повод христијанскиот празник Свети Јован ќе се одржи хуманитарната манифестација Етно вешта жена. Во манифестацијата, која втора година поред се одржува во општина Илинден и прераснува во традиција, предвидено е да учествуваат над 70 жени од 12 населени места од општината, кои ќе подготват македонски традиционални јадења и истите ќе ги презентираат пред гостите кои ќе можат да ги купат. Манифестацијата има хуманитарен карактер, па собраните средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели во општината. Покрај хуманитарниот, настанот ќе има и надпреварувачки карактер и за трите најдобро подготвени јадења, предвидени се и пригодни награди. Покрај вештите жени од општината, со свои традиционални јадења ќе се представат и вештите жени од град Скопје. Во музичкиот дел ќе настапи ансамблот за народни песни Јора Илинден 72. Од општина Илинден информираат дека сите заинтересирани своето учество може да го пријават на телефонскиот број 25 71 703. Македонската ракометна репрезентација со победа над Австрија со 22 наспрема 21 обезбеди пласман во втората фаза на Европското првенство во Данска. Најмар 3 недели надвор од фудбалските терени поради повреда на глуждот. Следуваат спортските вести, но при тоа рекламите.